Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Пред нас се многу сериозни избори на кои што избираме сигурна иднина во интерес на заштита на јавното здравје, брза развојна економија и европски перспективи. За да ги заштитиме здравието и екзистенцијата на сите, мораме да продолжиме со нови, реални иницијативи и одговорни политики и да продолжиме по правиот пат. Видовте дека представничката од ВМРО ДПМН во владата блокираше 30 милиони евра пари од Светската банка, што требаше да бидат вложени директно во здравството. Во време кога цел свет се наоѓа со разни начини да се справи со последиците од коронавирусот. А ги слушаме деновиве како ќе го обновеле здравството, што го урнисаа во деценитското владење со криминални политики и продолжуваат да се однесуваат неодговорно. Ние за 3 години обновивме 30 јавно-здравствени установи во земјава. Во изборната единица број 2, Куманово доби нов ургентен центар со можност за обслужување на 200.000 пациенти од североисточниот регион на државата, инвестиција која што е вредна 900.000 евра. Пуштивме во работа нов ургентен центар во Прилеп, иницијатива што постоеше цели 15 години. Струмица по 33 години доби нова општа болница. По 50 години целосно се реновира Институтот за трансфузиона медицина. Ги покачивме платите на лекарите и медицинскиот персонал. И ќе продолжиме со вработување лекари и медицински сестри во јавното здравство, кое веќе го зајакнавме со 780 лекари и 1000 медицински сестри. Со нашиот развоен концепт обезбедуваме 3 пати повеќе специјализации. Скопје добива нов клинички центар. Охрид, Тетово и Струмица добиваат модерни регионални здравствени центри. Воведуваме и целосно електронско здравство без користење хартиени форми на документи. Замислете како ќе беше во оваа здравствена криза да ги немавме направено вложувањата во здравството за овие 3 години. Како ќе беше да не ги имавме помошта и поддршката од нашите партнери НАТО и Европската Унија, што ги обновивме во изминатите 3 години. Обнова на режимот е опасност што нема да ја дозволиме. Мораме да излеземе на гласањето на 15 јули и тоа што е можно во поголем број, за да продолжиме по правиот пат. Ќе успееме и во заштита на јавното здравје и нашата држава да добие институции со полн капацитет, што одговорно ќе се грижат за здравјето и екзистенцијата на сите граѓани. По НАТО, од вчера испишуваме историја на патот кон Европската Унија, бидејќи Европската комисија го утврди предлогот за преговарачката рамка за преговори за членство и го достави до државите членки на Унијата. Тоа носи развој во сите области. И во здравството можеме уште повеќе и уште подобро. И продолжуваме во сигурна иднина по правиот пат.